Цехот за тоталитарната политика на Груевски и ВМРО ДПМН кон медиумите од година во година е се поголем и поочигледен. Македонската демократија и слобода секојдневно се уназадуваат. Ова не го констатира само опозицијата, ова се факти за кои сите релевантни меѓународни институции веќе на големо предупредуваат. Не постои извештај или анализа каде Македонија не е представена како пример за мизерија, уназаденост, гушење на слободата и демократијата. Најновиот извештај на организацијата Репортери без граници покажува шокантен пат на Македонија на скалата на слободата на медиумите и тоа од цели 26 места за само една година. Ако лани Македонија се споредуваше со земји како Ботсвана, Бутан, Танзанија, Гана, Суринам, оваа година подобри од нас се земји како Конго, Замбија, Гвинеја, Того, Никарагва, Буркина Фасо. И ништо да не чуди. Владата на Груевски и ВМРО ДПМН успеа во наводници за 3 години да ја уназади слободата на медиумите за цели 60 места. Македонија под раководство на Груевски стана светски шампион во мизерија и секојдневно станува шампион во рушењето на слободите, човековите права, демократијата и правната држава. Ваквите негативни трендови се косат со основните демократски принципи на кои почиваат македонскиот устав и држава. Груевски дефинитивно ја води Македонија во погрешна насока и ја оддалечува од желбата на 90% од граѓаните кои сакаат да ја видат Македонија интегрирана во клубот на европските демократски држави, а не во фамилијата на диктаторските земји. Се надеваме дека владата на Груевски конечно ќе ја свати собствената одговорност за мизеријата во која се наоѓа Македонија и овој пат нема повторно да им биде виновен СДСМ. Благодарам и стојам на располагање за прашање. Каков е вашиот коментар на оваа одлука? Самиот факт што Уставниот суд по втор пат ги разгледува истите законски одредби кои што еднаш веќе ги укина е најдобра потврда колку е забеган процесот на лустрација во Република Македонија. Сепак ќе останам доследен на принципите на СДСМ да не ги коментирам одлуките на Уставниот суд, посебно заради фактот што според нашите сознанија се уште не е донесена одлуката на Уставниот суд. Но мислам дека треба да се искоментира и е екстремно штетно за Македонија, што заради уличната лустрација станавме предмет на критика и на подсмев на престижниот New York Times. Значи, ловот на вештерките, злоупотребата на целокупниот процес на лустрацијата за брутална пресметка со неистомислениците и очигледното кршење на законот за лустрација од страна на Груевски и фамилијата ја става Македонија во редот на тоталитарните и недемократски земји. За жал, заради актуелната власт, Македонија станува светски позната по мизеријата и кршењето на основните човекови слободи и права. Во првата реакција